напротив, нашата држава покаже и докаже во текот на своето постоење дека е извозник на мирот и безбедноста во регионот и пошироко, изјави председателот Иванов при отворањето на 46-та безбедносна конференција во Минхен. Шефот на државата застана контра тврдењата на најпровен известувач Талер, евроамбасадорот воерено и на грчките пратеници, дека следните 6 месеци се одлучувачки за Македонија, тоест дека доколку во следните 6 месеци не се реши проблемот со името и државата не ги почне преговори со Унијата, можна е напрешна организација. Тоа треба да го коментираат тие што ги изнесуваат такви судови. Јас како председател на држава знам и ги убедувам граѓаните дека тоа во Македонија во сегашни услови не е можно. Со тој нивен став, јас мислам, тоа е мој личен став, дека ги има доведено во заблуда од многумина од меѓународната заедница Грција. Иванов е единствениот председател од регионот, тој поканет на безбедносната конференција во Минхен, кој ќе има своје обраќање пред 500-тината учесници од целиот свет. Темите во днешната конференција се иднината на европската безбедност и иднината на НАТО мисиите со посебен акцент на Афганистан. Минхенската конференција се одвива под огромно полициско обезбедување. Иванов вечерва добива и засилување од министерот Милошевски. Утре се сретнува со представниците на двата светски центри на моќта, Москва и Вашингтон. Предвидени се билатерални средби со вице-премиерот Сергеј Иванов и шефот на руската дипломатија Лавров, како и со заменикот на Клинтон Джеймс Стајнберг. Македонија, покрај најавите, неверојатно сепак нема да биде тема на конференцијата. Организаторот и домаќин на Минхенската конференција најави дека Македонија и прашањето на името ќе бидат дел од оваа конференција уште во есента. Сепак, тоа не се случи. За дневникот на Сипел од Минхен, Љупчо Цветановски.